Тоа е чиста лага, бидејќи комисијата, односно Брисел, одлучи да го разгледа повторно нашето прашање во јуни следната година и евентуално да ни даде датум за преговори, доколку се исполнат одредени услови кои ги постави. Меѓутоа, не е тука клучот на проблемот. Клучот на проблемот е во фактот дека ова е само нова потврда дека Македонија и другите кандидати, освен Црна Гора, немаат никакви ни теоретски шанси да влезат во Унијата пред 2032-та, 3-та, 4-та, 5-та година. Знаете, Македонија утре да ги започне преговорите, ќе ѝ требаат најмалку вкупно 14 или 15 години да ги заврши, и тоа доколку се оди идеално, а да бидеме јасни и конкретни, на патот кон Брисел, на разгледувањето на тие 33 поглавља, Македонија ќе има тешки сопки, ќе има тешки пречки од Бугарија, од Грција и од други земји, за да на крајот да ги затвори сите и влезе во Унијата. Видите, од друга страна, ако се земе предвид каква капитулација е направена во договорот со Грција, дека се откажавме од самите себе како македонци, Македонија уште утре да беше примена во Унијата, и тоа подоцна да ги почне да ги преговара тие 33 поглавља и утре да беше членка на НАТО, немаше да биде компензација на тоа што го направи Македонија. Према тоа, Македонија е на почеток од сите тие европски интеграции. Ова покажува дека беа дадени непотребни тешки жртви, го жртвувавме нашиот национален идентитет, и за воздух не добивме ништо, не само од Грција, туку и од Брисел. Со Бугарија и Грција не е постигнат договор, него Македонија прифати неприфатливи, неиздржливи услови, капитулира и со двете, и сега почнуваат нашите танталови маки, бидејќи договорите ништо не решија. Ние со Грција, со Бугарија, да ја подсетам, прифативме дека немаме сопствена историја, дека е заедничка. Бугарија цело време реафирмира дека не можеме да влеземе во Унијата со македонизмот. Значи, игнорирањето, односно негирањето на нашиот јазик не може да го прави понатака Грција, ќе го прави Бугарија. Тие веќе во Софија објавија дека јазикот на поранешната Југословенска република Македонија нема македонски јазик, избришање. Тоа ќе го прават и во Обединетите нации, кој ќе дојде нашето дефинитивно регистрирање таму, ќе го прават уште повеќе во Европската унија, каде можностите и алатките им се многу појаки. Тоа ќе го прават и Грција, можеби не директно тие, можеби во нивно име нешто ќе прави и Кипар и други земји, разбирате, нивни партнери, бидејќи ние се откажавме и државјанството, не само од националноста, него и од националниот идентитет, туку и од државјанството, кое сега е двојно, нели, македонско, Боже македонско и на поранешната на Северна Македонија. Тоа ќе се избрише македонско, бидете сигурно ќе се избриши. Не може македонско државјанство да излегува од држава која се вика Северна Македонија. Тоа е, мислам, абецеда на меѓународната политика, така да нашите маки те ќе следат и ќе биде уствари ужас без крај. Еден од условите за отпочнување на преговорите со Европската унија е спроведување на договорот за промена на името. Дали ќе успее премиерот Зоран Заев и ова актуелна власт да го спроведат договорот? Многу тешко, има многу цели харибди, така да мислам дека објективно ценејќи ова прикладна сепак ќе заврши успешно за нас, кога кажам успешно, значи договорот нема да помине.